Вечно ќе ја сакам, убавка ја твоја, Скопје кажи ми. Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски информира дека се обезбедени 30 милиони денари за проширување на капацитетите на јавното предпријатие Лајка и за создавање современи и хумани услови за згрижување на бездомните кучиња. Во објава на социјалните мрежи Ѓоргиевски посочи дека со неговото преземање на функцијата завршила праксата Лајка да се користи за партиски вработувања и најави нов системски пристап кон решавање на проблемот со бездомните животни во главниот град. Тој нагласи дека со години проблемот со бездомните кучиња бил игнориран, што довело до негативни последици и за граѓаните и за самите животни, но дека сега се започнува со конкретни инвестиции и јасна визија за негово трајно решавање. Ѓоргиевски истакна дека забелешките на граѓаните се оправдани, дека град Скопје ќе постапува сериозно и одговорно, додавајќи дека нема да се дозволи Скопје да стане депонија за бездомни кучиња од други градови. Како што наведе, ова прашање веќе е отворено со надлежните институции. Според него, со воведувањето на системот Safe City ќе бидат откривани и санкционирани сите кои несовесно носат бездомни кучиња во главниот град. Градоначалникот упати апел до граѓаните активно да пријавуваат вакви појави, да бидат партнер во решавањето на проблемот. Тој најави дека во наредниот период ќе започне конкретна постапка за проширување на капацитетите на јавното предпријатие Лајка, со цел обезбедување соодветен простор, грижа и достоинствен третман за бездомните кучиња. Општина Карпош започнува со реализација на проектот субвенционирање на млади лица за посетување на теоретски и практичен дел за полагање на возачка дозвола Б категорија, наменет за млади лица со живеалиште на територија на општината. Проектот е дел од програмата на секторот за развој за 2026 година. Во рамки на неговата реализација општина Карпош ќе изврши избор на автошколи преку кои младите ќе можат да ја посетуваат обуката за теоретскиот и практичниот дел од возачкиот испит за Б категорија. Право на пријавување на јавниот повик имаат сите заинтересирани правни лица регистрирани за дејноста што опфаќа обука на кандидати за возачка дозвола. Понудите за избор на автошколи се доставуваат најдосна до 19 февруари 2026 година преку пошта на адреса улица Никола Русински број 11 Скопје или лично во архивата на општина Карпош најдоцна до 10 часот. Најголемиот дел од 100 електрични автобуси кои владата ќе ги набави за потребите на град Скопје, ќе пристигнат до крајот на годинава, најави скопскиот градоначалник Орце Ѓоргиевски одговарајќи на советничко прашање. Ѓоргиевски информираше дека град Скопје добил писмо од Европската банка за обнова и развој, со кое официјално се откочува проектот за брз автобуски превоз. Во рамки на овој проект, како што посочи, ќе бидат набавени дополнителни 30 автобуси. Нашата обврска е во најкраток рок да формираме проектна единица, да направиме измена во планот за јавни набавки. Освен 100 автобуси што ќе ги испорача владата, преку проектот БРТ ќе обезбедиме уште најмалку 30 автобуси, за кои наскоро ќе започне и тендерска постапка, изјави Ѓоргиевски. Тој додаде дека во изминатите 10 до 12 години град Скопје набавил само 6 автобуси во вредност од околу 10 милиони евра, додека набавката на 30 нови електрични автобуси сега ќе чини околу 30 милиони евра. Градоначалникот информираше дека тендерската постапка за новиот Луна парк е во финална фаза и дека, доколку се одвива според планот, градежните активности ќе започнат за 30 до 40 дена. При тоа тој посочи дека кај дел од претходно набавените реквизити за Луна паркот било утврдено дека не го исполнуваат потребниот квалитет и дека имаат сомнително потекло, според наодите на формираната комисија. Правниот тим работи на тоа градот да ги врати средствата потрошени за овие реквизити, нагласи Ѓоргиевски, додавајќи дека ќе се уриваат и постојните дискотеки во градскиот парк, за да се овозможи изградба на новиот Луна парк. Општина Карпош објави јавен повик за доделување финансиска поддршка за поправка и санација на кровни покривачи на стамбени згради за колективно домување, како и за замена на азбестни кровни покривачи на индивидуални стамбени објекти на територија на општината.
Финансиската поддршка ќе се обезбедува со средства од буџетот на општина Карпош за 2026 година преку програмата за активности во областа на уредување на градежно земјиште во рамки на проектите за енергетска ефикасност. Од општината информираат дека во постапката може да учествуваат заедници на сопственици и управители на стамбени згради, како и носители на правото на сопственост на индивидуални објекти, кои се должни да ја обезбедат целокупната потребна документација согласно важечките законски прописи, вклучително и проекти и одобренија. Општина Карпош појаснува дека не ги субвенционира градежните работи, туку обезбедува финансиска поддршка по принципот прв дојден, прв услужен, до исцрпување на средствата предвидени со буџетот за 2026 година. За колективни стамбени објекти, финансиската поддршка изнесува најмногу до 50% од вкупната вредност на поправката на кровниот покривач, но не повеќе од 300.000 денари по објект. За индивидуални стамбени објекти, поддршката изнесува најмногу до 50% од вкупната вредност на замената на азбестниот кровен покривач, но не повеќе од 100.000 денари. Јавниот повик ќе биде отворен до исцрпување на финансиските средства предвидени во буџетот на општината. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски информираше дека е објавен јавен повик за субвенционирање на млади лица за полагање возачки испит со кој секој корисник ќе добие финансиска поддршка во износ од 10.000 денари. Како што соопшти Стевковски во објава на социјалните мрежи, мерката е наменета за млади на возраст од 18 до 25 години кои се жители на општина Газибаба. Има за цел да им се олесни процесот на стекнување возачка дозвола. Право на аплицирање имаат младите кои ќе поднесат барање во архивата на општина Газибаба и ќе достават доказ за извршена уплата во регистрирана автошкола. Потребната документација за аплицирање вклучува копија од лична карта, копија од трансакцијска сметка, оригинален доказ за извршена уплата за обука, како и тековна состојба на автошколата не постара од 2 месеци. Од општината појаснуваат дека мерката има за цел да ја зголеми мобилноста и самостојноста на младите и да придонесе кон нивна поголема економска и социјална вклученост. Веруваме во младите и во нивниот потенцијал. Нивната мобилност значи повеќе можности, поголема самостојност и посигурна иднина, порача градоначалникот Стевковски. Јавниот повик е објавен на официјалната веб страница на општина Газибаба. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно